Добар ден и од мене започува новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија. Тема предпразнично издание во кое што ќе зборуваме за една интересна и актуелна тема. Се повеќе деца имаат рамни стапала, то се должи на повеќе фактори, на намалената физичка активност, недвижењето, но и на носењето несоодветни обувки. За најчестите грешки на родителите поради кои што здравите стапала на децата стекнуваат деформитети, ќе зборуваме со доктор Антонио Хаджи Антоновски, специјалист по ортопедија. Добре ни дојдовте. И благодарам за поканата. Инаку вие работите во ПЗО Орто 5+5. Имате доста пациенти, доаѓаат со здрави стапала, но тешко е на вистина да се дадат вистински препораки, родителите да ги следат. Односно не е тешко да се дадат вистински препораки, очигледно потешко е да се следат за да не се јават стекнати деформитети. Ајде за почеток како се развиваат стапалата кај децата, дали сите се раѓаат со рамни стапала? Интересно прашање. Значи, стопалата пред се не се наменети одма да почнат да стојат. Тие се развиваат во првите неколку месеци и тоа интензивно. Самото стопало, тоа дали е рамно од раѓање, во 95% од случаите е рамно. Така. Рамно е затоа што стопалото се формира во првите неколку години од животот и од помалце коски, стануваат и повеќе коски во стопалото. Почнува со 25 ковчиња стопалото, а завршува со 26. Има еден во внатрешниот дел од стопалото, има една навикуларна коска, која што ја нема кај бебињата, односно е во развиток. И со самото тоа, кога ќе почне детето да оптеретува, таа се развива подоцна и благодарение на таа коска се добива лакот на стопалото, кој што настанува помеѓу 4-та, 5-та година. Затоа не постои рамно, класично рамно стопало во тој период. Сем доколку не се работи на некој деформитет кој што може да биде од раѓање или да биде стекнат ради лоши навики во периодот на растењето. Многу при формирањето на таа коска многу помага движењето, слободното движење. А тоа е затегнувањето на палецот, односно одењето на прсти. Затоа што тетивата поминува баш во тој период кај што поминува лакот и го притиска стопалото за да се ослободи и навикуларната коска да може убаво да се формира. Плюс децата кои ќе се родат имаат големи заштитни перничиња под самото стопало. Тие перничиња се топат со самата активност, со самото одење и помагаат за да се развие убаво стопалото. Грешките кои што се прават кај нас се многу кратни. Многу кратни и многу треба, моите пациенти знаат, јас сум им досаден со советите. Најголема грешка кај нас лекарите е што грешка, да не ја кажам грешка, ама како превид успеваме да ги поправиме сите вродени деформитети кај стопалата, што изнесуваат негде околу 5%, а здравите деца не се враќаат со деформитети. Тоа е, барем за мене, ужасно поразително и затоа знаат моите пациенти, одвојуваме многу време, со многу совети. Ние не можеме детето стаклено звоно да го ставиме, а барем таму кај што можеме треба да помогнеме. Ајде денеска да објасниме, да послучиме дел од најголемите грешки на родителите. Да започнеме со проодувањето. Кога детето проодува, дали треба да оди босо или треба да му се купат специјални чевлички, бидејќи постоеше убедување дека чевличките кои што детето треба да ги носи при проодувањето треба да се длабоки до зглобот на ногата или над него за да го држи цврсто зглобот да не се оштети. Што е правилно? Треба детето да носи чевлички или пак треба да оди босо? Севкупно во ортопедијата се менуваат ставовите во целиот свет. Порано се одеше кон крути, ние ги викаме ортопедските помагала ортози, се одеше за било кој деформитет во телото, се одеше во крути ортози да се стегне, да се стави во позиција тоа што треба да биде, мислејќи дека така ќе го зачуваме понатака да биде добро. Тоа е поедноставно да ви објаснам, ако ставиме едно стопало во скијачка кондура, оно ќе биде или во гипс, оно ќе биде внатре право, ама ќе ги изгуби сите мускули на ногата и во моментот кога ќе го извадиме гипсот, стопалото пак ќе падне долу. Нема никаква активност која што треба да го задржи тоа стопало. Затоа на сите светски конгреси за стопала конкретно што се наменети се и препораките на светските ортопеди
за динамиката на стопалата е тие да бидат боси. Дури верувајте ми, едно чорапче може да го ограничи стопалото да не се отвора доволно прстињата, децата имаат еден рефлекс кој што се губи во фазите на природниот развој на фазите на стопалото. Тој рефлекс еден кој ќе допреме децата под прстињата, они ги собираат одма прстињата. Пробајте дома кога ќе сте, пробајте свиткајте ги прстите во стопалото и пробајте да одите така, ќе видите дека не може да го свиткате стопалото. А таа неможност ја прави обувката, малата обувка, малите чорапчиња затегнати. Значи прстињата мора да бидат слободни кога гази детето. Обувката сама по себе ограничува многу работи, флексибилност. Апсолутно обувки не треба да се носат по дома. Дома дете треба да продува босо или чорапчиња со гумички, ама да бидат точни, да не бидат мали. Ама не се само обувките. Туку не треба да им се помага на децата за време на проодување. Природата создала совршено битие, човекот, во 95% случаите. Ние не треба да му се мешаме. Она си го направила да порасне како што треба да се создаде само од себе, без никаква помош. Многу често помошта кај нас има мислење дека ако не им се помогне на децата, дека тие апсолутна грешка. Значи, на дете не му треба никаква помош за да проводи. Напротив, ние како доктори, кога не касни некој дете со проводување, бараме причина зашто тоа касни, откриваме некои работи што иначе би се зацкриле зад паткањето. Паткањето го даваме како метода за дете што не проводено. Има тука правила до кога треба некој дете, значи тие правила не се толку крути. До 15 месеци треба да се исправи нозе, до 18 месеци чекор на страна да направи, до 3 годишна возраст да проводи од една точка до друга точка. Некој пат детето ќе се уплаши, па ќе застане, па нема, значи не треба да се брзаме со ништо кај децата, а најдобро е развањето, прашањето боси да бидат по дома. Така. Боси, ладното не доаѓа секогаш од нозете, значи ако е убаво затоплено телото и да се лади нозете, нема да се лади цело тело. Веќе кога споменавме прородување и паткање, дали има проблем со стапалата? Може ли да се јави проблем со стапалата доколку детето пред време се стави на нозе и се инсистира да стои? Неколку работи има тука. Првен кај нас, што е тоа пред време? Кај нас ќе земат, значи имаме, ја го викам, надпревар меѓу родителите, чиво дете побрзо ќе проводи. И тој надпревар се инсистира што побрзо детето да се стави. Јас сум видел, верувајте ми, од 4 месеци деца стајани на земја, а детето го има од стомакот од мајката, кој ќе го извадиме, кој ќе ставиме на подот, оно ги има рефлексот за праење чекори. Апсолутна грешка. Значи не треба да се форсира одењето во ниту еден период. Зошто? Јас ви кажувам дека децата кои што се оставаат доволно време на подот, нема шанси да не пролазат првен. А кај нас половина од децата веќе зашто ги земат да учат, ја прескокнуваат таа фаза. Втора работа е самото проодување има 4 фази. Прва фаза детето ќе се исправи на нозе, втора фаза рипка во место, го губи тој рефлекс на грчење на прстите, трета фаза се движи на страна, добива координација убава, четвртата фаза се пушта детето од една точка да проводи до друга точка. А кај нас кога ги паткаат децата, ги прескокнуваат сите фази на проодување и го стават директно детето во четвртата фаза и тогаш детето гази како на цело стопало, затоа што не може, нема уште изгубено рефлексот на грчење на прстињата. А тој рефлекс кој ќе се изгуби, детето може да го оптегне стопалото и да згази убаво на целото стопало. Тоа е една многу честа грешка кај нас што се прави. Кога родителите купуваат чевлички за детето, какви тие треба да бидат? Дали треба да се извади влошката, да се провери дали е анатомска, да не случајно е ортопедска? Како да се определи должината на чевличката? Каков треба да биде ѓонот? Зошто се вели да лесно да се витка? Да, обувките се посебно приказна. Првен, еден совет до родителите, не трошете пари за обувки додека детето не почне да оди надвор. Додека не почнат, децата учат да одат дома, кај што е сигурен простор, кај што не може да се повредат. Вие еднаш ако ги извадите надвор и ги ставите на нозе, они ќе прават, ќе чекаат да ги ставите повторно. Ако дете му покаже, тоа го кажувам тоа, ако дете му покажете како да лета, оно ќе бара да лета. Ако му покажете како да оди, ќе бара да оди. Ако не му покажете, ќе мисли дека нормално да се седи во количка, вие на рајат кафе да се пиете. Затоа е многу битно детето да не се става на стопала пред време. Обувките,
какви треба да бидат, една од најбитните работи е да бидат свитливи во пределот на прстите. Зашто одот на децата во првите неколку години, 3, 4, е најчесто на прсти. Детето треба понекогаш и да згазне на цело стопало, ама најчесто на прсти. И одот на прсти ги поправа сите деформитети кај децата. Буквално сите, од широкот, од затворенот, од паднато стопало, медиализирано, значи сите деформитети на стопалото се поправаат, дури и лошите навики се искоригируваат со одење на прсти. А за да може детето да оди на прсти, тоа не може дома да го направи. Од кога ќе почне да научи да оди, треба да се шета во отворени простори, каде што детето може да се залета 20-30 чекори, да ја добие таа динамика на телото да паѓа према напред и самото тоа да почне да гази на прсти. Како ќе гази на прсти ако вие сте го ставиле во крута обувка? Значи во пределот на прстите обувката мора да биде свиткава, ама кога ќе погледнат обувката, нека видат кај се прстињата родителите и тука нека ја измечат обувката за да може детето самото да згази на прстиња. Ако ние нема ја разгазиме обувката на децата, обувката значи, тоа е задача на родителот, да ја разгази. Да, задача, ја обично татковците ги задолжувам за тоа, пошто некој пат треба и многу повеќе сила за да се разгазат детските обувки. Во пределот на прстите обувката мора да биде свитлива. До 10 годишна возраст вие мора да ги разгазите обувките на децата, зашто детето не може само да ги разгази, зашто дете носи обувка месец дена. Нема ни доволно тежина за да ја разгази обувката за да може да гази на прсти. Практично ако сте го ставиле детето во крута обувка, не свитлива во пределот на прстите, не го добивате тоа одење на прсти, детето ќе гази на цело стопало и со тоа нема да вежба стопалото, ќе стане мрзливо, џабе шетате, џабе сите работи ги правите. Многу често им препорачувам на родителите во зимскиот период да не купуваат крути чизми зимски, зашто зимом мали деца што проодуваат не шетаат многу на снег. Повеќе се во затворени простори, повеќе се на убав сончев ден ќе излезат надвор. Значи да земат есенско патиче може да биде и повисоко, не е проблем, али многу битно да биде лесно свитливо во пределот на прстите. Тоа е прва и најбитна работа. Има уште неколку други работи кои што ги пратат добрите обувки. Јас ги советувам моите пациенти да влезат во било кој светски бренд, и не спомнувам брендови, туку било кој светски бренд кој што е етаблиран, значи во земјите кај што постои тоа потрошувачко општество, кој што ќе ги тужи ако направат лоша обувка. Видете како изгледат тие обувки, такви купете. Не мора бренд да купите. Посам одите во најефтината продавница и купете најефтината обувка што ги исполнува тие атрибути. Не мора да се трошат пари на скапи обувки. Обувките треба да се менуваат често. Дури светските брендови во светот не коштаат скапо. Зашто децата треба да менуваат често обувка, а не да заборавите кога сте му купиле обувка на детето. Месец и пол носи обувка едно дете. Втората работа, значи првата работа е свитливост, ви кажа, втората работа е лесна да биде обувката. Трета работа е цврста пета. Позади обувката не сме да биде како чорапче, ако има ѓон самата обувка. Ако е многу тенка долу подлогата, тогаш може да се дозволи да биде позади мека. Последната работа е внатре анатомска влошка. Анатомска не подразбира ортопедска влошка. Ајде да објасниме која е разликата, бидејќи порано исто така се веруваше секој дете што има рамно стапало дека треба да носи ортопедски чевли. Знаете, и тоа е останато како верување на овие простори. Ние порано живеевме во една социјална држава и ортопедските кондори беа, знаете како беа сватени? Не беа давани како третман, туку беа давани, например, јас немам пари да му купам на моето дете, се јавам пријател ортопед, можеш ли да препишеш едни кондурчиња за син ми? И детето носи ортопедски кондури затоа што нема пари да му купи обични. Така. И носеше и тоа дете што треба и тоа дете што не треба носеше ортопедски кондури. И влезе таа мислење комплетно во популацијата дека е подобро сите деца да носат ортопедски кондури. Апсолутна грешка. Ако сте носеле ортопедски кондури, знаете дека тие се исклучително неудобни за носење. Зошто? Зашто децата во тој предел каде што се наоѓа тоа ортопедско перниче имаат рамно стопало и во првите неколку години на животот тоа ги притиска како камче да имаат во кондурата. Апсолутно нигде во светот не се препорачува, во современиот свет не се препорачува ортопедска кондура за здраво дете. Ортопедската кондура или коригира голем деформитет, или коригира симптом. Доколку јас имам болки од стопалата, ме болат листовите, ме боли кичмата, ортопедската влошка ќе го постави стопалото во правилна позиција и ќе го коригира симптомот.
Ама јас дома кога ќе се облечам обувките, стопалото пак ќе си падне на земја, пак ќе се врати истата работа, нема да коригира ништо. Вежбата и јаките мускули на стопалото е тоа што ги коригира стопалата. А децата во 95% од случаевите немаат потреба од ортопедска обувка. Дури да го имаат најрамното стопало на планетата, немаат мака зашто се многу активни. Така. Активноста и треба да ја потикнуваме таа активност кај децата, да не заборам да кажам, многу често активноста ја подразбираат шетање за рака. Детето треба само да шета. Кога го држиме за рака и да го нарушуваме балансот на телото, детето не може да паѓа со телото нанапред кога оди. Ние спортистите ги учиме како да го движат телото за да постигнат подобри резултати, а децата ги наказуваме, а они го имаат тоа вродено. Вродено го имаат одењето на прсти и паѓањето на телото према напред, кај што постигнуваме одлична позиција на стопалото за тоа да се развие како што треба. Неактивноста на денешните деца, јас се со малку постар, па нашата генерација растеше надвор, без разлика дали е ладно или топло, ние бевме надвор, а сега децата се затворени дома со таблетите и со играчките. Родителите, верувајте ми, малку да има ветре надвор, не ги вадат веќе децата надвор. Да не настинат. Не, да не настинат. Апсолутно многу голема грешка се прави со тоа што се седи. Не зборам за загаденост, која загаденост јас не ги вадам моите деца. Така, но кога има шанса, ама кога има шанса, чист воздух, ветре надвор. Има едно истражување во Велика Британија дека 75% од децата поминуваат надвор помалку време отколку затворениците. Сега тоа говори всушност како тоа е светски тренд. Децата растат во затворени простори со таблетот пред нив. Во овој дел од емисијата би можеле да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, слободно вклучете се. Доколку родителите забележат дека до 3-та година стапалото на детето се уште е рамно, дали треба да се обратат на ортопед? Дали во тој случај станува збор за регуларен преглед помеѓу 3-та и 4-та година? Не, до 5-та година е стопалото нормално да биде делимично рамно. Има деца што порано го создаваат таа навикуларна коска и се формира лакот на стопалото. Таа се формира помеѓу 2-та и 4-та година и почнува со стопалото да го зема растот како што треба да биде. Рамното стопало дури на негде 70% од децата помеѓу 3-та и 4-та година имаат рамно стопало, така да не е тоа никаков проблем. Ама прегледите за стопалата се наменети да бидат на 2 години. На жалост, поради многу малце ортопеди и малце не постигнуваме сите деца да бидат прегледани. Јас родителите ги учам на таа помеѓу 3-та и 4-та година како и самите да забележуваат работи што треба да бидат приметени, само доколку приметат тогаш да се јават и порано на ортопед. Ортопедскиот преглед, ние например ги гледаме децата после прородување, па ги гледаме помеѓу 3-та и 4-та година и тука има еден огромен гап. Значи огромна дупка каде што не е прегледано детето. Так. А многу лоши навики, мора да ви ги напоменам, тие во тој период се најчести тие малечки камиончиња што децата се буткаат од страна со нозата. Значи, еден совет за здрави стопала, родителите кои ќе возат таква, ако земате некој такво камионче, треба биде високо, а детето се турка со прстите на стопалото, а не со цело стопало на страна, тоа знае да направи во еден ден деформитет на стопалото. Тука има еден куп такви грешки кои што многу често се прават за стопалото. А што е со седењето, со начинот на седење, кога децата седат на колена, па стапалата доаѓаат под газето, или пак кога седат со нозете во W позиција? Да, W позиција. Како жаба. Значи, имаме одма деформитет. Проблемот кај најчесто родителите мислат, кога ќе седне докторе, ние го коригираме тоа. Проблемот е моментот на седнување. Во моментот кога седнува детето, стопалото доаѓа на страна, тежината тегне према долу и се олабалува внатрешниот лигамент на стопалото и затоа паѓаат стопалата после кога ги гледаме петите од позади, они се паднати према внатре. Тие деца стопалата ќе ги поправат во моментот кога ќе прекинат да седат така. Додека не се тргне причината, стопалото нема никогаш да се поправи. Така, значи треба да се внимава на многу фактори, за да се внимава детето кој што е родено со здраво стопало да си остане здраво. Да остане со здраво. Многу тешко да се зачува. Ја им кажам, тешко да се става децето стаклено звоно. Ама и уште една работа има што на кратко ќе ви напоменам, тоа е ставање на децата на криви површини.
кај нас постои огромна навика ќе го зема детето вака, а никој не гледа дека детето турка долу со нозете на крива површина или оние скокања во скут што се на децата. Например, деца со родени со деформитет, ние даваме вежбички на мајките, мајките ги справаат стопалата, а здравите деца со обратна вежба прават деформитет истиот како што се прави, например, при седењето како жаба. Доктор Антонија, тука мораме да го привршиме разговорот. На вистина интересна тема, на вистина интересни податоци. Има многу за зборување, но вие ќе гостувате, се надевам, повторно. Тогаш ќе објасниме, ќе појасниме уште многу други фактори кои што се поврзани со здравјето на стапалата, но и проодувањето кај децата. Да, ви благодарам на поканата. Посакувам убави празници на сите гледачи. Така, тука го завршуваме денешното издание. Ви посакувам убави новогодишни празници и многу среќа и многу успеси во следната година. Пријатно!